Не падна договор на неофицијалната седница на Економско-социјалниот совет вчера во емисијата Бизнис 21 дали минималната плата треба да се зголеми повеќе од законските околу 30 евра кои работниците треба да ги добијат во март. Владата, работодавачите и синдикатите секој цврсто на својот став, но падна договор меѓу синдикалците. Сојузот на синдикати на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати од јануари излегуваат заедно на протести на улица. Чекаме до 31.12 да се договорат, онака како што ни викаат 18 месеци, ние им даваме време од 18 денови, нема ни толку. Владата и работодавачите треба да се договорат кога гледаат дека овие на работниците им прават штета, а работници им се сиромашни на владата и не можат да си ги подмират основните сметки, не можат струја, вода да си платат, да не можат да си ги прехранат семејствата и да не можат да им купат по едно лижалче и по едно чоколадо на работниците, и ако не, на почетокот на наредната година очекувајте протести и штрајкови. Сега им подаваме рака, утре како што знаат од ССМ, пред, како рековте, Сојузот на стопански комори, одмак излеземе на протест, да направиме притисок, ајде да се зголеми минималната плата. Владата ќе прифати она што ќе договорат работодавачите и синдикатите, а засега останува на ставот за законското согласување од 30 евра во март. Треба да се испочитува законот кој што е донесен од на тој трипартитен договор, а надвор од тој закон, ако сакат одредено покачување на плати, што и одговара на владата, бидејќи имаме и поголеми придонеси во буџетот, ние тоа ќе го испочитуваме. Меѓутоа, пак да кажам, товарот на повисока минимална плата и други плати да не дојде до уравноловка меѓу платите, да бидат задоволни сите вработени, сите работници треба да бидат задоволни, тоа ќе биде на приватниот сектор. Тој ако го издржи тоа, ако го поднеси, ние немаме никаков проблем. За работодавачите законското согласување во март е доволно, прифаќаат раст само во одредени дејности. Велат продуктивноста е слаба и со повисок минималец од 30 евра ќе се затвараат фабрики и ќе се отпуштаат работници. Го бранам ставот дека во овој момент висината на минимална плата во Македонија согласно економските параметри, особено висината на просечна плата е сосема задоволителна, дури многу повисока во однос на другите држави. На дебатата се отворија многу теми, меѓу кои владината потрошувачка кошничка која нема да се објави во јануари, а со која требаше да се пресмета колку пари се потребни за едно 4-члено домаќинство да го преживее месецот, како и за стандардот и куповната моќ на граѓаните, но и за тоа дека во февруари ќе растат функционерските плати за 200 до 250 евра. Вие земите ги синдикатите, пензионерите со која е минималната пензија и со колка ви пензии живеат. И тие живеат, значи и тие се снаоѓаат некако. Човек може да има 1000 евра, па и тоа да е мало. Вие можете да имате многу и пак да бидете несреќен, а може да имате малку и да имате нормален живот, да знаете да се радувате на малите работи. Има луѓе што никогаш не отишле на одмор, а имале можности да одидат. Со нивната математика дека наместо да одам на одмор, ај порано ќе си ја сменеме спалната соба или ќе купиме нов фриждер. Значи тоа е прашање на лични приоритети. Имате луѓе кои возат, да речеме, уште Југо 45, а имаат куќа на 3 ката и тоа е велелепна. А имаат луѓе кои живеат во едно станче од 50 квадрати, а имаат Мерцедес. Ние имаме повисока минимална плата од една Турција, Бугарија. Бугарија е членка на Европска унија. Имаме повисока минимална плата, имаме од Албанија, од Косово. Значи, не сме на дното. Таа честитка ќе биде дополнета со уште една честитка, а тоа е функционерските плати наредната година, ако растат согласно порастот на просечната плата, 10% на 2000 и на 2500 евра е 200 или 250 евра. И тоа ќе биде уште поголем пораст. Трендафилов праша зошто се молчи дека функционерските плати во февруари ќе се зголемат за околу 10% и порача дека ќе останат на улица се додека не се зголемат и работничките плати.